Дали ќе профункционира во општина Каркош двосменското работење на градинките? Мене ми е жал што една добра идеја Министерството за труд и социјална политика не успеало добро да си ја обмисли. Ние не сме против таква работа, но со жалење можеме да констатираме дека градинките не се подготвени за воведување на втора смена од повеќе причини. Прво, владата донела одлука на 10 јули, а писмото ни го праќа на 29 август. Второ, министерката Мила Царовска учествувала во изработката на програмата на Социјалдемократскиот сојуз, што значи таа знаела уште пред година и пол за оваа мерка што ќе преземе владата и била должна отстапување на начело на Министерството за труд и социјална политика да обезбеди средства со ребалансот и да обезбеди дополнителни вработувања за лицата кои што се потребни за функционирање за двосменското работење во градинките. Што значи, ние имаме деца од 0 до 2 години, 2 до 3, 3 до 4, 4, 5 и 5, 6. Што значи дека тоа се повеќе по различни старосни категории, дека тамо не е само згрижувачката компонента, туку и воспитно-образовната. Ве молам, на сите овие категории на деца може ли еден воспитуваш да биде? На секоја категорија мора посебен воспитуваш, затоа што има посебна воспитно-образовна програма. Втора работа, храната што се подготвува треба да биде свежа, значи треба кувар. Трета работа исто така треба да биде да има чистачка и за сите овие групи треба да има неговател, а другата најбитна работа е што сега градинките грејењето е до 5 попладне и од 5 наутро започнува, ние треба да го продолжиме грејењето до 12. И денеска градинките функционира така што оние родители што ги носат децата во градинките треба да ги подигаат во 3,5. Некои ги подигаат дури во 6. Значи градинките работат дури до 6 и денеска и ова работно време што е утврдено до 21:30, тоа е практично време чудно, затоа што не постои некој што работи не знам, до 9 часот. Работа тако е во фабрика до 10, ако работи, не знам, во угостителство или некој друг дел работи до 11 или 12, што значи дека градинките мора да работат најмалку до 12 часот. Тоа дополнително грејење. Од 5 до 12, тоа е некаде 60% од грејењето што сме гринали, што значи дека ќе имаме дополнителни трошоци. Ако ние за сите градинки даваме 20 милиона денари годишно за грејење, овие 60% дополнителни се 12 милиона денари. Кој ќе ги плати тие дополнителни средства? Што значи дека Цацко не ги тераше да распишуваат избори на 6 август, можеа тоа да го одложат до 1 септември, да бидат изборите на 11 ноември како што беа минатата година и сите работи што си ги предвидувале можеле да ги завршат, да обезбедат средства, да обезбедат дополнителни вработувања и оваа добра идеја да профункционира од 1 септември. Ќе ви дадам само еден податок. Градинката Мајски цвет, која што има 3 објекти, 2006 година имала 114 вработени, денеска градинката има оваа иста градинка, во 3 објекта има 76 вработени. Кажете ми како да тие се распоредат и да работат и во втора смена, а бројот на децата е зголемен. Што значи дека сепак мислам дека треба да ја обмислат подобро и целата работа да функционира во интерес на децата. Децата не се, да не кажам што, само да ги ставиме во градинките и тамо нека седат, да им дадеме јадење и така натаму, значи таму покрај згрижувањето мора децата да се воспитуваат, мора да се внимава на нивниот развој и така натаму. Ако сакаме да се играме и да се фолираме во оваа работа, тоа е една работа. Меѓутоа, ако сакаме честно и поштено да ја одработиме ова племенета идеја, навистина ни треба и дополнителни средства и дополнителен кадар кој што ни е неопходен. Не ми одговоривте, ќе има или ќе нема? Ќе нема. Значи, ќе нема и одговорноста зашто ќе нема си е на Министерката за труд и социјална политика и јавно сакам да им порачам. Да не им прети на директорките. Тоа што таа не си го обмислила својот потез, не може вината да ја праќа кај оние кои што и денеска се расчеречуваат од работа. Јас ќе ви кажам еден податок. Не постои негователка или воспитувачка или чистачка или куварка во градинка која што сака да работи и еден ден после 62 навршена 62 година. За разлика во училиштата работат до максимум каде што може. Месец дена пред пензионирање негователките и воспитувачките земаат пензија и не сакат ниту еден ден повеќе да работат во градинките. Зошто? Зашто работата е исклучително тешка. И за вака тешка работа да ги расчеречиме луѓето, да ги тераме сега во втора смена, а згора на тоа и истите тие
негователки, воспитувачки, чистачки велат вака: ние работиме, чистачките и куварите работат за 10.000 денари. Негователките за 13.000 денари. А работиме за оваа плата зашто не работиме попладне и зашто не работиме во саботи. Ако треба и тие денови да работиме, кажете ни дали оваа плата е соодветна на тоа што ние треба да го имаме ангажманот. И затоа сакам да им упатам не критика, туку добронамерен совет. Нека не прават ништо со сила, туку напротив треба да се обмисли и нема зошто да вршат притисок врз директорките во градинките, затоа што работодавачи на директорките сме ние, општините. Ние сме основачи на оваа работа и трошоците дополнителни што ќе се направат, после ќе паднат на товар на локалната самоуправа, односно ќе се попречи функционирањето на градинките. Ако ние сега на 40 деца кои што имаат еден неговател, што ќе му правиме, тој ќе го носиме и попладне, а кој ќе ги воспитува тие 40 деца што не се во претходната градинка. Така да мислам дека треба да се потрудат да обезбедат средства и да обезбедат работување и нема никаков проблем, градинките ќе работат во 2 смени.